Благодарам, почитувам колега на репликата. На почетокот само ќе нагласам дека во самото ваше излагање споменавте дека со дел од мојата дискусија согласувате, со дел не, но не разбрав дали се согласувате со оној дел кој се однесува на амандманот за патниот правец Крива Паланка Македонска Каменица и дали да очекуваме вашата поддршка за овој амандман. Верувам дека ќе дадете поддршка и дека овој амандман ќе биде прифатен. Кога станува збор за буџетот за 2020 година, ќе ни кажавте дека има зголемување за образование, но еве во интерес на јавноста сакам да нагласам дека со ребаланс на буџетот ги намаливте средствата во образование за 34%, а сега ни се фалите дека ги зголемувате овие средства. Дали ги зголемувате со основицата која што беше предвидена пред ребалансот или ги зголемувате сега откако ги намаливте со ребалансот? Навистина, почитуван колега Велковски, срамота е доколку со буџетот за следната година се трошат пари за мебел и автомобили, затоа што оваа влада за овие 3 години потроши над 400.000 евра за набавка на фотели од телешка кожа. Замислете и покрај овие трошоци сега пак да продолжи со набавка на мебел, затоа што веќе потроши повеќе од потребното. Во интерес на јавноста сакам да нагласам дека потрошивте и над 600.000 евра за набавка на цвеќе. Дали граѓаните треба да очекуваат дека и следната година оваа влада ќе потроши 600.000 или над 600.000 евра за набавка на цвеќе? Значи, ова се тие непродуктивни трошоци за кои што ние зборуваме. Почитувана колешке, бидејќи дофрливте одстрана, Мерцедесот кој што го споменавте, целокупната јавност знае дека се уште го користиме. Кога велам го користиме, зборувам за дека го користат представници и високи делегации кои што доаѓаат во Република Македонија, че не го користи опозицијата. Тој Мерцедес кој што го спомнувате се уште го користи владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз. Затоа што јавноста знае дека ниту Мерцедесот е продаден, ниту пак се набавени комбиња за брза помош. Тоа остана само едно лажно оветување меѓу многуте други. И за крај само ќе го замолам почитуваниот колега Велковски, бидејќи е член на Комисијата за финансирање, да даде поддршка и со тоа да покаже дека тоа што го зборуваше дека е против трошење на парите за непродуктивни трошоци, со неговата поддршка за прифаќање на овој амандман ќе даде еден мал допринос кон трошење на средствата од буџетот за 2020 година да бидат искористени токму за продуктивни трошоци и ќе бидат од интерес на граѓаните. И почитуван колега, кога зборуваме за образование, заборавив да ви напоменам дека со овој ребаланс на буџет, со овој буџет имаме намалување на 17% од стапката за наука. Претпоставувам дека направивте превид и не споменавте во делот каде што го фалевте образованието. Благодарам.